Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: јавна дебата за Русино. Гостиварци не отстапуваат од барањето Русино да се дислоцира. Големиот празник Илинден одбележан во Тетово и Гостивар. Тетово бесново заболен во последните 24 часа, во Гостивар нови 22. Гостиварци нема да отстапат од барањето Русино да се дислоцира и не се согласуваат со реализација на проект за уредување. Овие ставови ќе ги пренесат на јавната дебата за проблемот, која општина Гостивар ја закажа за утре. Од вчера напладне спуштена е рампата на патот што води кон Русино кај Гостивар. Граѓаните не дозволуваат носење на ѓубре на така наречената депонија. Камионите со отпад кои доаѓаат не се пропуштаат да поминуваат, туку се враќаат назад. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, како организатори, најавија дека блокадата ќе трае 10 дена, со непрекинато дежурство од 24 часа. Додека не им се исполнат неколку главни барања, нема да дозволат пристап ни за возилата со смет од гостиварски комуналец. Нашите барања се следни: да се прекине палењето на џубриштето, да се затрупува редовно, да се стави видео надзор за тоа што нема и обезбедувањето работи 24 сата, а не само 8 сата. Тие се барања. Кога тие барања ќе ги исполни и барање да поднесе до владата за помош, дали до армијата, до кого сака до општината понесе барања за помош. Кога ќе ги исполнат овие барања, возилата од Гостивар ќе бидат пропуштени. Само возилата од Гостивар, а за другите возила не пропуштаме. Додека не се најде нова локација. Русино не го даваме. Од комуналец Гостивар пак велат дека немаат алтернатива и отпадот мора да го транспортираат на Русино. Бараат граѓаните да ја кренат рампата за нивните камиони. Значи, гостиварскиот смет ние го менаџираме без никаков проблем. Првиот чекор ние го направивме, значи од другите градови нема да има смети за ова, ние ги поддржаваме граѓанската иницијатива. И сите ние сакаме да имаме една современа депонија со сите европски стандарди. Ние сме за ова. Значи, фактички додека немаме таква депонија, ние сметот на Гостивар и гостиварчани мора горе да го носиме, нема кај да го носиме во град. Замислете 2 дена да не работиме, ние што ќе се случи во град. Фактички ова ние го бараме. Над 200 гостиварци ја поддржаа блокадата во првиот ден. Дежурна екипа во импровизираниот камп со шатори остана преку вечерта. Голема поддршка дојде од жителите на Гостиварска Бањица и другите околни села, кои велат дека се најпогодени од Русино. Пре неколку години бањичаните исто блокиравме, многу проблеми ни направија, ни забранија, али сега ќе одиме до крај. Мора да се реши за наши деца, за наши внуци, да имаат нормален живот, нормална природа и нормален чист воздух. Ова што се прави со години што фрлеа од другите општини, ќе рачунаме колку години имаат фрлено, па сега нека примаат нашите џубришта таму. Значи размена да правиме. Селото наше е на 1,5 километар од тука. Катастрофа, река исушена, катран тече, полето уништено лево и десно, пошто ние граничиме со Бањиците и горе, ова е Бистра, подножјето на Бистра е ова. И најголемите катастрофи ги трпиме ние. Помош на граѓанските активисти во текот на првиот ден од блокадата дадоа фирми и поединци со храна, пијалоци и слично. На блокадата се внимава да се почитуваат мерките за заштита против корона. Присутни се полициски службеници кои го обезбедуваат јавниот ред и мир. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, доби поддршка од повеќе здруженија кои се активни на полето на заштита на животната средина, меѓу кои и Екогерила Тетово. Во Тетово во последните 24 часа нема регистрирано нов случај на COVID-19, но бројката во Гостивар изнесува нови 22 случаи. Починати се 3 лица, а оздравени 90, од кои 17 во Тетово и 9 од Гостивар.
Во последните 24 часа се направени 689 тестирања, а регистрирани се 74 нови случаи на COVID-19. Овој пат најмногу во Гостивар, 22, 14 во Скопје, 13 во Струга и 8 во Куманово. Во Тетово не е регистриран нов случај во изминатото деноноќие. Починати се 3 лица, а оздравени 90, од кои 17 од Тетово и 9 од Гостивар. Доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје уште еднаш го објасни действувањето на новиот вирус. Ова е вирус кој што прави мултиафекција на повеќе органи во човековиот систем. Најтешко настрадуваат белите дробови со масивна пневмонија обострана, при што човековиот организам се соочува уште и со оштетување на црниот дроб, на срцето, на бубрезите, на централниот нервен систем, на крвотокот, и затоа човекот не може да издржи 1,5 до 4% заслужуваат да ги ставиме на респиратор. Тој порача повторно да се почитуваат мерките, бидејќи тие се единствениот начин да се спречи ширењето на вирусот. Ако имате дистанца од 2 метра, ако носите заштитна маска, ако ги дезинфикуваме рацете, ризикот е скоро занемарлив. Тоа сакам да му го порачам на населението. Оние што не се придржуваат до овие мерки, при што ни вие ни јас на растојание помало од 2 метра, немаме заштитна маска, се загрлиме, се ракуваме, се дружиме, а такви луѓе, гледајте на улица, има 2 родители, 2 деца застануваат со друга фамилија, со трета фамилија, одат на пазар и се возат во автобус, тоа е тоа. Ризикот е голем. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3656. Илинден се одбележа и во Тетово со оддавање почит и полагање свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во централното градско подрачје. И Тетово вчера го одбележа празникот Илинден пред споменикот на револуцијата во централното градско подрачје, со подсетување на фактите од тој период и полагање свежо цвеќе, се оддаде почит на загинатите борци и сите оние кои дале придонес во борбата за самостојна и независна држава. Историчарот Јоцко Димитриевски го истакна значењето на 2 август во македонската историја. Овие два Илиндена се од суштинско значење за македонскиот народ. Долги векови и години македонците се борија за создавање на своја самостојна национална држава. Тоа го направија на 2 август 1903 година со формирањето и создавањето на Крушевската република. За жал, ова траеше само кратко време, овој настан заврши трагично и крваво беше одбележен. 2 август 1944 година Македонија славеше. Се одржа првото заседание на АСНОМ. По важните донесени одлуки од првото и второто заседание на АВНО од 1942 и 1943 година, македонскиот народ, кој правилно ја одбра страната, вклучувајќи се во антифашистичката народно-ослободителна борба, на 2 август во манастирот Прохор Пчински се одржа првото заседание на АВНОј на АСНОМ со вкупно 116 делегати. Всушност на ова заседание присуствуваа некаде повеќе од 65 присутни делегати и беа донесени многу важни одлуки за создавање на македонската национална држава. Со ова македонскиот народ веќе се стекна со она вековно исчекување за создавање на своја национална држава. Присутни беа делегации на Сдруженијата на борци, организации, како и политички партии. Денот на Републиката Илинден, Центарот за култура АСНОМ во Гостивар го одбележа со пригодна манифестација со стихови и музика. Настанот се емитуваше онлайн поради состојбите со коронавирусот, а се реализираше во соработка со културното здружение Дунек. Наши дни. Се разви црно време на пропаѓање. Надојде разврат, шлем и пороци. Се подигна гнил здив на пропаѓање. Умреа сите херои и пророци. Прогледа сите дувла и канали.
сутерено на високо се дигна. Сите подли, сите проклети и сите мали постанаа денес наши суверени. Искрадени сите храмови и чивоти, исмејани сите врлини и сета почит, навредени сите гробови и животи, изгнасено и опело и крштевање. Мамо идило прво ливе, јас не слушам светски думи, ах јас те видов своите очи. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симоски. Пријатно!